Почитувани граѓани, по 8 години игнорирање на градскиот парк, на Коце Трајановски лицемерно пред избори му текна да ветува негова реконструкција за повеќе од 2 милиони евра. Коце Трајановски имаше 8 години да го уреди паркот, да постави ново зеленило и хидрантска мрежа, да ги исчисти каналите и езерцата, да ги обнови патеките и да посади 5000 нови дрвја како што сега лицемерно ветува. На Трајановски не му беа битни паркот и зеленилото. Тој се грижеше само за исполнување на криминалните желби на неговиот шеф Никола Груевски. Ако прошетате низ градскиот парк, ќе видите дека хигиената е катастрофална. Во реките и езерцата пливаат пластични шишиња и друго ѓубре, а многу од кантите за отпадоци се искршени или дислоцирани. Во одредени делови од паркот треба да се прогласи еколошка катастрофа и да се забрани пристап поради здравствени причини. Коце Трајановски е најодговорен за катастрофалната состојба во градскиот парк, затоа што негов приоритет беа барокните фасади и другите нарачки на неговиот шеф Никола Груевски. По 15 октомври ви ветуваме целосна грижа за градскиот парк, што е и обврска на градот Скопје. Прво ќе изградиме јавни тоалети во паркот, бидејќи Скопје е единствен град во Европа без јавни тоалети. Ќе водиме постојана грижа за зелените површини, хортикултурното уредување, водните канали и езерца, за осветлувањето и ќе се грижиме за одржувањето на хигиената во паркот. Ќе поставиме и паметни клупи што ќе еметуваат бесплатен интернет при секое седнување на граѓаните. И на нив граѓаните ќе можат да ги наполнат своите мобилни телефони. Ќе го зазелениме и хуманизираме просторот за да им го вратиме градскиот парк на граѓаните. Градскиот парк повеќе нема да биде символ на запуштеност, туку символ на зелено Скопје кој поврзува.